Кочанецот, кој вчера пренесуваше грчки државјанин од Македонија кон Грција, паднал со своето возило во канал за наводнување меѓу Поликастро и Кукуш, при што таксистот успеал да се спаси, а неговиот патник загинал во надојдените води од поплавата. Денеска во ранните утрински часови кочанскиот таксист бил повикан од полициската станица во Поликастро за да даде изјава за несреќниот случај пред полициските органи. На испитот присуствуваше адвокат за помош при изјавата и при преводот. По изјавата, таксистот е пуштен на слобода. Денеска представници на такси компанијата од Кочани заминале на местото на несреќата во Грција, каде ги извршуваат формалностите околу враќањето на возачите на возилото во Македонија. Инаку целиот случај го следи македонскиот конзулат во Солун, кој на учесниците во несреќата им овозможи целосна помош и бил постојано во контакт со 42-годишниот кочанец. Такси возилото со македонски регистарски таблички го пренесувало грчкиот граѓанин од Кочани кон Кукуш. Според информациите во грчките медиуми, при движењето по селски пати при обид да се сврти, возилото паднало во канал за наводнување кој бил зафатен од обилните дождови поплави кај Кукуш и кај Поликастро. Таксистот успеал да се извлече од возилото, но неговиот патник не успеал да излезе. Тој веднаш повикал помош и ја алармирал полицијата, која за кратко време стигнала на местото на настанот. Цела ног се барало возилото и патникот, а телото и автомобилот биле најдени дури изутринава. Загинатиот патник е еден од двете жртви на невремето што ја зафати северна Грција вчера. Во Солун, поради поплавите, животот го загуби 50 годишен маж, чие тело беше најдено во река во населбата Неа Филаделфија.